Добре дојдовте во студио. Гостин Ашмет Алезовски, прв човек на Националниот ромски центар, кој 20 години, повеќе од 20 години се занимава со решавање на ромското прашање. Добре дојдовте во студио. На тебе нова. Ве најдов и навистина ми е задоволство и чест ми е да бидам ваш гостин, бидејќи онака како граѓанин, ценејќи го и вашиот ентузијазам и професионалноста во начинот на информирање, ќе ми биде и задоволство да се обидам и со вас да ве придобијам, значи на наша страна, за да навистина искористиме времето што е пред нас, да укажеме на одредени работи кои мислам дека сепак едно кај нас ценливо, мислам кој што работиме на проблематиките, дека информацијата е начин. Многу важно. А нова секогаш се обидува реално да известува, барем во сите области, а и за ромското прашање. Следејќи го она што Националниот ромски центар го работи, се има чувство дека вие навистина работите на терен, бидејќи, а не само да го оправдате постоењето како невладина организација. Што се НРЦ прави за ромската популација? Ромскиот народ. Национален ромски центар е невладина организација или здружение според законот како е. Меѓутоа, ние работиме национално и работиме и во европски рамки на проблематиката на граѓаните на Република Македонија, меѓутоа со посебен акцент осврнувајќи се на ромската проблематика. Она што го работиме надвор од Република Македонија е всушност развивање на ромското движење во европски рамки. НРЦ е организација која всушност е само направена како идеја или како продукт од истомисленици, без оглед дали се роми, македонци, срби, турци, биќе членовите се сите националности, а од друга страна Национален ромски центар го зачинува тим од професионалци. Тим од разни ниво на едукација, од професори, новинари, правници, и затоа во моментот сме доста активни, а од друга страна она што многу луѓе ни велат дека навистина работите, од тоа бидејќи ние не дека ние навистина работиме, него ние навистина се трудиме обврските што ги имаме како граѓани и довербата која имаме од нашите сограѓани кои ни се обраќаат, почнувајќи првин од правните помоши, бидејќи сме прва регистрирана организација преку Министерството за правда за давање и пружање на правна помош, а од друга страна работиме на проблематика на образование, проблематика на здравствената, која се поактуелна, а од друга страна онаа тема која за сега останува малку и како еден вид на енигма, тоа е легализација на ромските домови, иако во почетокот многу градоначалници, па и министерства едноставно ни не побарува самите да им помогнеме во начинот и времето на прибирање на документацијата, сега наидуваме на одредени бариери, бидејќи додовме до начин каде нема одредени толкување на проблематики кои се случуваат на терен околу правно решавање на имотно-правните односи. Инаку, кратко да кажам дека пред се како прв човек на Национален ромски центар, јас сум презадоволен што имам позитивна хармонија во тимот, а од друга страна бордот кој ни дава упатства е навистина доста стручен. Тоа се луѓе надвор од Република Македонија, професионалци. Вие дале довербата? Да, не дале довербата, а од друга страна и донаторите кои ги придобиваме, почнувајќи од амбасадите тука, не сакам да не спомнам, француската, норвешката амбасада, кои се тука, а она што е реално е дека Соросовата рака, или господинот Џорџ Сорос, е виновник што ромите навистина зачекорија во водите за решавање на правната проблематика. Некој би кажал зошто така, па така е бидејќи у тоа време имаше еден ром кој сега е председател на Европски ромски форум, Рутко Качински, кој за среќа јас ете така од некоја случајност постанав негов ученик, така да он беше директор на ромската програма во Будимпешта и заживеа тој нетворк и така да еве тој продукт навистина е видлив. Да, работиме, ние сме организација која даваме и помош, она што се вика
од правен аспект, но меѓутоа сме и теренска, практична организација. Спроведуваме комуникација, еден вид на глас на ромите. Шетате, патувате доста по светот. Каде е слабоста и бариерата за ромите од ваше искуство? Први, јас би кажал дека бариерата први почнува од самите роми. Има една болест, но меѓутоа за таа има лек. Но ако се има волја и одговорност. А тоа се вика политичка одговорност, значи и политичка волја. А болеста е многу јасна, дискриминација, меѓутоа таа дискриминација е обична, ја има насекаде. Меѓутоа многу е лошо кога формата на дискриминација преминува во други полоши форми. Тоа е форма на расизам, форма на антициганизам или англичаните го викаат античесизам. Во Македонија, меѓутоа, соодветните луѓе, па и самите роми, како и што е, ако кај комшијата нешто се случува, мора и кај тебе. Така да и самите роми се инфицирале и помеѓу себе створиле една нетолеранција, што навистина тоа јавно мора да кажам, и јас не сум совршен. Јас имам пропусти, слабости, но меѓутоа едно е важно, да се трудиме, значи не на културен начин да направиме измама или да се направиме дека на овој не треба да му ја завршиме работава, туку треба навистина на културен, ама и на многу рамноправен начин да ги решаваме проблемите. Зошто ромскиот проблем се уште е табу тема за некого? Биче многу луѓе велат дека ги знаеме, не ги познаваат ромите, не ја познаваат историјата на ромите, не го знаат ромскиот менталитет и не знаат дека ромите се богатство на секоја држава која живеат. А најголемо богатство се на Македонија. Зошто? Има неколку причини. Првата ромска азбука и првиот ромска граматика е направена во Македонија. Учествувал македонец и ром. Значи, од друга страна, првите политички партии и првиот пратеник е во Македонија. Првата ромска општина, која за жал изгледа ќе остане единствена, е во Македонија. Значи, што лизе. Но меѓутоа, што има од сето тоа? Само има куп на информации и хартија. Она што го имаме денес е... Историја. Да. Со историја не можеме да се занимаваме, мораме напред. Да, мораме напред. Имаме куп на... Но зошто тешко се интегрираат ромите во општеството? Која е причината? Па не, то... Кој е виновникот? Ова, видите, за нас има дефиниција една, што една моја колешка што дискутиравме како да биде слоганот на НДЦ. Ние го направивме дека интеграцијата не е настан, тоа е процес. Значи, први треба луѓето која водат државата да сватат дека како песочниот часовник што тече помалку. И значи времето така треба да сватат дека и тие промените треба да ги прават полека и да бидат народот да биде многу поедноставно информиран. Не имаме премногу дипломатски информации или имаме брзи информации кои додека да стигнат до во овој случај до ромите, кои се сиромашни во ред, сиромаштијата е за сите во Македонија, но од друга страна е манипулативни, до крајност манипулативни, дискриминирани можам да кажам 90%, значи, дури имаме и форми каде сме и невидливи, а тоа е многу полошо од другите. Немаат лична документација, никој не се интересира да им објасни, да им каже каде може да се обратат. Да ви кажам право, во многу институции, јас можам да кажам многу реално, без оглед дали тоа опозиција, оваа партија или она, ја нема да спомнам. Но меѓутоа, ако била оваа партија, сум стигнувал до сите. Значи, јас сум отворен. Па да ви кажам, ако сум можел со Баросо да станам и да направам прекин на неговиот говор, една официјална средба, зошто да немам право ова да го направам и во Македонија. Во Македонија не можете. Во Македонија е тука си стопиран. Значи, многу полесно ќе стигнам до европските први луѓе да разговарам и да ме сослужат, околку во Македонија први морате со келнерот, значи со вратарот на некоја институција, тој да ве прочисти, како онда ви го решава проблемот, па дури тогаш да стигнете до првите луѓе. А најболно е, ова е моје согледување, не имаме политички партии, но меѓутоа тие политички партии во моментот се принудени или па им одговара да премолчуваат. Имаме и опозиционерна партија, меѓутоа таа по друга страна не е можна. Можеби ако дојде на власт и таа истото ќе прави. Мислам дека
премногу ромите дозволија младите нови генерации да не почнат да бидат активни или пак се оддалечени од постарите генерации да научат. Јас за мене една држава ја гледам дека е јака и зрела кога ја водат луѓе стручњаци и ја водат луѓе со искуство, што поминале низ животот нешто, а покрај нив се младите. Значи во овој случај јас сум средната генерација на роми во Македонија и можам да се заблагодарам на сите постари генерации што ви омозвожија да имаме ние ромите напредок. Ова што го имаме, и граматиката и општината, не е тоа дека Македонија го дала на таста на ромите и што сме спомнати во преамбулата на Устава. Не, туку ние се изборивме ромите. Но меѓутоа има една многу друга работа, да би спомнат интеграција. Многу брзо се направи интеграција за една нација, ама за ромите не се прави. Па не може. Јас сум македонец. Јас сум граѓанин на Република Македонија. Апсолутно. Ако има некоја скала од 1 до 10, еве да земеме 10 земји во Европа, нека биде и светот, каде би ја сместиле Македонија по однос на дискриминација? Наназад, кој број? Наназад едно, да ви кажам искрено, 10 години, значи, пред промените, јас би кажал дека Македонија можеше гордо да чекори, биќе јас бев еден вид на амбасадор, биќе работев за многу интернационални позиции. Сега се вративме назад. Ние сме сега за жал. Можем да кажам дека Македонија сега е многу наназад, дури наназад и од Србија, каде расизмот веќе на многу високо ниво, значи и по селата. Значи веќе у Македонија ние сме на такво дередже, можем да кажам народски, што за жал е реалност. И затоа мислам дека Македонија, зборам како Македонија и ние граѓаните, мора да сватиме дека нема нерешлив проблем. Само има заостанати работи што треба да се решаваат. Меѓутоа има и една друга работа. И волја. Волјата без реалност не бива. Ние немаме реални реализации на одлуки. Немаме премногу законски регулативи. Имаме премногу конвенции, декларации што сме ги потпишале. Кои што стојат на хартија. Ама и одредени луѓе што се на позиции не ги ни прочитале, а и не може за жал луѓето. Бидејќи времето ги тера се да усвојуваат на брзина, значи без оглед вака или онака. Она што јас како човек можам да кажам, ние успеавме со Министерството за внатрешни работи да решиме некаде околу 300 случаи на луѓе без лична документација. Претежно со граѓанскиот сектор кој е за лична документација, државјанство, лични карти. И деца родени и со управата за матична книга. Значи, тука можевме да решиме. И тоа со многу мали пари. А државата, Министерството за труд и социјала, направи некоја активност и до сега уште нема ништо видливо со таа акција, биќе самите сакале проектот да го направат. Се знае ли колку државата одвојува за ромската популација? Има ли таков буџет? Па да ви кажам, буџетот е варирано за мене тој во проценти 0,0001%. Или би го кажал вака, на глава на еден ром тоа би било 120 денари, 2 евра, значи. Што никаде, па и во црнечките земји, тоа го нема. А од друга страна, од Евростат, податоците говорат дека најголема смртност е во Македонија, во регионот, на ромски деца. Значи, дури и за време на бременост и после бременоста, па и за време на векот на живење. Да, затоа вие големо внимание посветувате на антернаталната заштита. Сега никој не ги зима во сериозно нашите апели. Јас сум граѓанин на Република Македонија. Јас да не сакам тука да... Но вие ги викате. На вашите трибини не видовме да дојде некој од Министерството за здравство сериозно да дискутира на таа тема. Вие ги повикувате. Па ние ги повикуваме сериозно, нема биќе можеби и сериозно. Проблематиката е... Секаде и не доаѓаат. Да, има сериозни, многу сериозни проблеми. Јас не им се лутам. Едноставно јас само укажувам и со моите колеги нека ги земат нашите предлози. Нека ги направат. Ама граѓаните нека видат ефективност од предлозите. Биќе сепак тие луѓе со кои ние работиме се стручњаци, значи доктори. За секоја работа има експертиза. Иначе човекот низ векот на годините или на живењето се едуцира. И не е работа во тоа некој да има 4-5 дипломи, ако тој нема животно искуство. Во денешно време
многу повеќе вреди, а тоа е во Европа се докажало. Во Европа доколку сте квалитетен, без оглед дали имате таа завршена едукација, но сте квалитетен заварувач, сте квалитетен механичар, вие сте главниот во фирмата. Вие управувате. Колкав е вкупниот број на роми приматели на социјална помош и на тие што не примаат ништо? Се знае ли таа бројка? Затоа што ние како новинари еве немаме таква информација. Таа бројка никако да биде презентирана во јавноста, но сега во моментот е многу мала. Многу мал број на роми примаат социјална помош, а од она што навистина е болно, а и ова е многу и роми изгубили здравствено осигурување, да, и социјална помош од аспект дека социјалните работници откриле дека се богати, имаат куќи, а воопшто не отишле ни да ги видат, туку ги прашале комшиите кажале дека работат нешто или живеат од нешто. А се прашувам што правиме со луѓето кои живеат на села, а имаат трактори, значи, а зимаат социјална помош. И никој ништо на нив не направи, бидејќи искрено да кажам, ромите во Македонија живеат во градовите, не живеат во селата. И бројката на ромите е неофицијална, со која и гледам и Македонија излегува, тоа е нашата, значи, бројка која направивме и со обработка на секоја населба е околу 133.000 роми, значи без ромите кои се декларираат од друга националност, значи сега тоа е нивна волја. Иако официјалната е 54-6, сега да не навлезам, но меѓутоа последниот попис, кој за 2 дена требаше да заврши, излезе нашата неофицијална бројка, бидејќи бевме многу активни за пописот, некаде излеговме 98.000. А другата работа, извинете што веќе сакам да го укажам, него да го искористам времето, многу се збори за лажни луѓе или социјални, или можам да кажам... Лажни приматели на социјална помош? Не, патувачи надвор од земјата, ги нарекуваат лажни азиланти. Јас не ги кажувам лажни, тоа се само луѓе кои сакаат подобра идна за своите деца. Ете тоа сакав да ве прашам околу азилантите. Во ноември Британија, Германија и Франција почнаа да работат на мерки против влегување на имигранти со образложение дека им е загрозена нивната економска сигурност и стабилизација на земјата. Последната изјава на Европскиот комесар за внатрешни работи Сесилија Малстром беше на самитот во Будва дека земјите од Западен Балкан мора до пролет да покажат резултати во намалување на азилантите, дека во спротивно ќе се укине безвизниот режим. Зошто ромите се поголем проблем од азилантите од Сирија, да кажеме, од политичките азиланти? Па не се ромите проблем, него ромите се добра алатка за манипулација. Овдека јас разговарав, значи, на многу високо ниво и со представници од Европската комисија, значи дури и со представници од германскиот Бундестаг. Баш сега бев со председател Луцко Качински од Европскиот ромски форум, дискутиравме со одредени представници. Како тело со партнер работа со Советот на Европа во Страсбург. Значи, ова што е наметнето на Република Македонија со така наречените лажни азиланти, и Македонија прифатила така тоа да го прави и си го дискриминира својот народ. Значи, ромите немаат право на работа тука, немаат право на многу работи, па дури немаат право ни да излезат од државата. Кој е виновникот, Европа или Македонија во оваа ситуација? Не, поголемиот виновник е Европа, а Македонија е виновник зашто го прифатила тој услов и самата си ги дискриминира своите граѓани. Меѓутоа, ако се навратиме малку низ анализа, британскиот министер за надворешни работи дојде и посети други места и друга популација, друга националност која е проблем за Европа со миграцијата и азиланството, а не ромите. А од друга страна, општо познато е, па многу луѓе бараат други националности да бидат со друг идентитет, со други пасоши. И сега се прашуваме, не е тоа проблем. А зошто ромите, некој го вели тоа дека се проблем, едноставно јас би ги одбранил и земјите од Европската Унија, бидејќи тие немаат право на луѓето и акцентот го ставаат таму пред се, нели? Преку Женевската конвенција, ти немаат право да го дадат идентитетот на човекот што го депортираат од таму.
Значи тие го прекршуваат и тој европски стандард. Значи кога ќе видиме, значи има и одредени права кои се прекршуваат и од нивна страна. Али меѓутоа најлошо е што Македонија самата на себе си прави лошо, бидејќи председател Качински кога дојде понуди на Република Македонија и на владата, значи и на Министерството за внатрешни работи, имавме средбина на високо ниво и со опозиција се сретнавме и кажавме дека, а јас тоа сепак го велам, јас сум македонец. Јас сакам да помогнам мојата држава, а со тоа и на нашите роми. Но меѓутоа немојте да правите бариери и не правите нов Берлински зид. Значи, биќе ова личи така. Ако Европа едно време се лутеше на Русија, зошто не ги пушташе своите граѓани да патуваат, или па за време на фашизмот, не можеа ромите заедно со евреите да излезат да патуваат, сега на нас во модерното време не се случува дека ромите ќе бидат проблем за визниот режим. Не, тоа само една политичка игра, значи најден е начин, метода, модул со кого да се оправдаат за одредени. Еве, зошто тогаш Македонија е вратена? Дури не сме ставени у никаква агенда за евроинтеграција. А зборуваме за европски вредности, европски стандарди. Ги почитавме одредените работи, ова. Меѓутоа, можеби и проблемот кај нас тука. Можеби не се гледаме сите како граѓани што треба да направиме. Можеби не е се кај политичарите. А од друга страна пак е кај политичарите, премалку комуникација има со граѓаните. Што треба да се направи? Ни треба значи интензивитет во активностите, поголема дискусија, не само алиби средби, бидејќи ние имаме алиби средби, да, и би кажал искрено. Јас сум спремен за дебата со секој македонски политичар, но не ромски представник, бидејќи тој е алиби за мене во моментот на некоја позиција. Има, не велам, има со исклучоци. Меѓутоа другите, јас би сакал соодветно да седам на маса, бидејќи во рамковниот во допуната на рамковниот договор, во преамбулата стои дека и ромите се равноправен конститутивен народ, нели, на Македонија. Не може Македонија да биде маќа за едните, а мајка за другите. Правата се подеднакво за сите. Но меѓутоа принудени сме, значи немаме слобода на говор. Веднаш да кажам. Јас зборам од тоа бидејќи јас си ги знам правата, но има луѓе кои не се ги знаат правата и едноставно стравот им е влезе во еве еден пример типичен, сега ги кажам, пред нова година идеме у новата 2014, се надевам позитивно ќе биде. У 2013 ги фаќаат луѓето што продаваат петарди, нели, за да останат да некој профит да направат. Но меѓутоа ги фаќаат, ќе ги казнат во рете, ќе направат жалби, но како ќе им наплатите на тие кога тие излеге за да преживеат, за да претерат зимата. И сега од сите страни за се зборуваме, ама вистинското решение е пак клучот економското. А економското може да го направиме ако биде отворено. Една паралела, нема да се погрешно. За времето на екс Југославија многу роми работеа и денеска примаат пензија. До ден денес, не само роми, него и други граѓани, значи од нивните пари семејствата се хранат. Бидејќи нема примање во приватен сектор, приватниот сектор си прима фамилиарно или по националност. И генерации ќе останат без пензија, не само што сега немаат примања, него ќе останат без пензија. А интелигенцијата заминува, оди. Ние сакаме да ги стопираме. Јас сакам моите деца тука да останат. Меѓутоа кога ќе завршат со едуцирањето, што да прават? Мислам, прашањето е. Што? Мислам, останува отворено прашање. Единствениот лек за се е да има волја, да има диалог и пред се да има коректност во спроведување на одлуките и регулативите, она законот што го гарантира. Значи, главниот акцент е на економскиот момент и дискриминацијата заради заминувањето. Да, токму тоа. Може да се реши, но меѓутоа тоа треба наастал реално да се зборува. Не да се направи само со стопирање ако ме видат дека сум црн. Да, јас сум црн. Сега се сакам што сум црн. Зашто мојата боја значи нешто позитивно. Не знам дали некаде регистрирано дека ромите направиле некој голем финансиски скандал, продале, украле фабрика, биле директори, направиле... И да се случило, тоа не е причина да се дискриминира еден народ
Ама меѓутоа пред да се ова веќе го судија. Сега за позитивно е што одредени новинари, велам, од натрешност како човечност и медиуми не го укажуваат веќе, не го покажуваат идентитетот, а до пред некое време веднаш ќе укажат ромот. Сега малку стопира со тоа, што всушност се однесува за секој граѓанин. Не можете некого да обвините, значи додека судот. Мора први судот да биде тој најакиот инструмент, што за жал, ние сме тие судот. Значи, ние што оценуваме и предрасудите и стигмата да се... Главата е таа која во моментот, значи, за да бидеш убав, можеби ја можам да имам големи пари, малку да бидам поестетски убав, но меѓутоа чипот во главата не може да ми го сменат. Така да дискриминацијата таа е кај некого наследена или вродена. А меѓутоа проблемите да се сака една држава, тоа е од душа. Кога сакате нешто да промените, тогаш треба да мислите и на ините генерации. Сите треба да поработиме на таа проблематика. Токму така. Целиот народ тука. Кога би имале една листа на желби, еве пред нас е новата 2014 година, листа на желби, која желба би сакале да ви се исполни како човек и граѓанин на оваа држава? Па, например, не веднаш 2014, ама, например, да кажеме 2018, биќе тогаш би бил малку во постари години, желба ми е да бидам шеф на кабинет на некој премиер, дали македонец, дали кој да е. Зошто? Од причина дека искуството, се што го имам, работејќи тука, надвор, можам навистина позитивно да го презентирам. Ова ми е како сон. Биќе и Нелсон Мендела, кој замина, значи, и за време на него, но меѓутоа е една парола од другите значи лидери, од Ганди и останатите, е дека човекот треба можеби да има желба, да се надева. Па зошто да не? 2018 е време кога ја мислам дека ќе сум позрел, постабилен и државата и поемотивен. И државата позрела и така да, ако не шеф на кабинет, можеби да бидам некој советник на преседател. Идниот кој ќе би бил. А на народот што ќе им порачате? На народот да се сакаат, да се почитуваат помеѓу себе, хармонизација во семејството, проблемите да си ги решаваат на многу поедноставен начин, да не мислат многу негативно на проблемите, секој проблем доаѓа и заминува, и наедноставно, па некогаш и кога е сув лебот, нека е сладок со семејството без грижи. Бијќи само така може да се врати она старо семејство на позитивност во Македонија. Бијќи тоа треба да го посакуваме. А бидејќи ова модерен начин на живење води само кон болести, проблеми и несагање. Љубовта треба да се врати кај народот. Тоа е Благодарам на разговорот.